Добро вечер, вести на Канал 5. Македонската полиција го приведе лицето кое денеска опожари две дипломатски возила собственост на бугарската амбасада во Скопје, а објави и видео од моментот кога осомничениот доаѓа и со запаллива течност ги потпалува автомобилите. Како што информира МВР, се работи за 44 годишен скопјанец со иницијали ИД, кој е лишен од слобода и е задржан во полициска станица. Веднаш по пријавата за пожар во 12 часот и 13 минути СВР Скопје презема и интензивни мерки и во краток период го идентификуваше и го пронајде лицето. При преземените дејствија пронајдена е и облеката што лицето е носело во моментот на извршување на делото. Во координација со надлежен јавен обвинител се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, пошто против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по итна постапка, велат од МВР. Инцидентот најостро го осудија од македонската влада и го оценија како недозволив и вандалски чин. Ваквите постапки представуваат напад врз принципите на безбедноста, дипломатските односи и меѓународното право и не смеа да имаат место во демократска држава. Како влада, сакаме да испратиме јасна порака дека секој обид за предизвикување тензии, ширење омраза или нарушување на безбедноста ќе биде максимално санкциониран, се вели во реакцијата на владата. А реакција стигна и од бугарското МНР, кој инцидентот го нарече чин на агресија и нов напад врз Бугарија и бугарите. Овој напад е резултат на агресивен политички говор, поттикнување омраза и недостаток на соодветен одговор од страна на институциите во претходни слични значајни случаи, што создава чувство на неказнивост за сторителите, наведуваат од бугарското МНР. На пленарна седница попладнево помина предлог законот за соодветна и правична застапеност во прво читање. Одговорницата можеа да се слушнат спротивставени мислења, меѓусебни обвинувања, различни толкувања на законските одредби. Пратениците од власта со пофалби, а пратениците од опозицијата со критики на законското решение, кое треба да го замени укинатиот балансер. Ова е закон за сите албанци, за сите други етникуми, значи ги допира сите заедници, етнички заедници. Ние баравме да се донесе со Бадентер. Ние сами го побаравме ова, бидејќи ќе има потпун легитимитет. Колега Чуку, немате право да говорите, немате ниту кредибилитет да говорите за закон за правична застапеност, затоа што ниту една албанска компанија не доби ништо од унгарскиот кредит. Немате право да говорите за правичната застапеност. Ве повикувам да гласаме. – 72 пратеника, од кои 56 гласаа за, 16 пратеника гласаа против и нема воздржани. Констатирам дека собранието го усвои предложениот заклучок. Ве известувам дека врз основа на член 158 став 1 од деловникот на собранието, амандмани по овој предлог на закон може да поднесувате најдоцна 2 работни дена пред одржување на седницата на матичната работно тело или законодавна правната комисија. Возачите кои од денеска ќе поминуваат низ патарините на македонските автопати треба да внимаваат на новиот режим на наплата, бидејќи стапуваат во сила измени во користењето на лентите за електронско плаќање. Што предвидуваат измените? Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Возачите кои што на патарините плаќаат со М-карта, од сега нема да имаат можност да ги користат сообраќајните ленти за поминување кои што се означени со М-так. Од јавното претпријатие за државни патишта појаснуваат дека ова се воведува со цел да се намали метежот на патарините кои што вообичаено се создава преку летните месеци.
Измените стартуваат од денеска, а корисниците на М-карта, на кои им е забрането да поминуваат во лентата за електронски так, освен во лентите означени за М-карта, ќе може да поминуваат и во лентите за плаќање во готово. Сепак и покрај навремената најава, нашата екипа за кратко време забележа неколку возила кои поради непочитување на новината мораа да се вратат назад и да платат патарина на друга лента. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски во изјава за Канал 5 ги објасни причините за ваквата новина, а напомена дека истата е најавена од 1 јуни. Поради проблемите кои што настануваат, пред се поради М-карт, бидејќи ќе треба да возилото да застане, да се ја извади патникот, да се извади М-карт картичката, да ја приближи до апаратот, да ја очита тоа и ако е во ред да помине. Уште поголем проблем настанува што се случува, во многу случаи има, кога не може да се подигне рампата поради тоа што нема средства на М-карт. Проблемот е тоа што позадин возилата и тоа возило кое што не може да помине треба да се врати назад. За да се врати назад треба да се вратат сите возила назад. Трајановски информира дека М-так има на сите наплатни рампи освен на патарината кон Гостивар, за каде е планиран нов затворен систем на наплата, а најави и соработка со соседните држави, со цел да се овозможи плаќање со М-так и надвор од државата. На Гостивар нема поради тоа што таму со Бехтелиенка веќе се зборува за разговараме, преговараме, дискутираме за нов систем на наплата кој што ќе биде затворен систем и ќе има нова сообраќајница, да не ставаме сега М-так и затоа тоа е одложено за понатак. Трајановски апелира до возачите да ја почитуваат оваа новина, со цел да се избегнат поголеми застои на патарините, како и за поголема безбедност и ефикасност во сообраќајот. Ги гледавте вечерните вести. Имете убава вечер.